Добре дојдовте назад во Прованса. За жал, не сме покрај Средоземното море, туку сме во Средоземните Алпи. Наместо да уживаме во топлите делови на Ница, ние сме во Алпите и го тестираме BMW i4. Овој автомобил е представен пред неколку месеци и доаѓа на пазарот во две изведби. i4 40 и i4 M50. На задниот дел богати се цитатите повторно од карбон. Погледнете го овој спойлер. Изработен од карбон како и овој дел на возилото. Овие цитати даваат една посебна емоција. Емоција која не е типична за електричните автомобили. Купеовската форма најавува скратен заден дел, односно скратено задно седење, но дали е така? Позицијата на возачкото седиште е прилагодена на моите потреби и видете какво пријатно изненадување. Имам простор на сите страни. Црната внатрешност не дава никаква емоција, но се чувствува дека ергономијата во внатрешноста и просторот се на завидно ниво. Сите ќе ви завидуваат ако сте зад управувачот на i4 M50, бидејќи внатрешноста пружа една посебна емоција. Секогаш кога се влегува во купеовски формирана каросерија, ви доаѓаат посебни чувства, особено ако се наоѓате во BMW. Внатрешноста е прекрасна. Пред возачот има извонреден приказ, истиот оној кој го имаме видено во iX. Со стартувањето на моторот секако дека не се слуша ништо. Целата атмосфера ви кажува дека сте зад управувачот на вистински ѕвер. Ձвер кој има два електромотора и многу емоции во внатрешноста. Со самото доаѓање BMW i4 се представи во две изведби. Првата е i40, која располага со 331 конска сила, додека моќната M50 има 200 конски сили повеќе. Разликата е што оваа помоќната има два електромотори. Со забрзувања и меѓузабрзувања кои прават срцето да ви пумпа многу крв во организмот, доживувате едно сосема ново искуство зад воланот на електричните возила. Со самото седнување зад управувачот на i4 знаете дека сте во чистокрвно BMW. Во BMW чии гени кажуваат дека фокусот е ставен не само на престижот и врвните перформанси, туку и на ергономијата и извонредната управливост. Но мене ме обоодушеви во моето возење кое траеше некаде околу 250 километри однесувањето и манирите на двете изведби. BMW со своите електрични возила имаше обид со i3, кој беше еден солиден обид. iX е спортско корисно возило кое пружа извонредна моќ и луксус. Но изведбата i4 е вистински BMW, затоа што низиното однесување, низиното тежиште, управување се повеќе од супериорни. Во моето возење кое изобилуваше и со предизвикувачки патчиња кои се исполнети со свиоци, јас не успеав да ја испровоцирам оваа моќна убавица. Потенцијалот го искористив само за забрзување. Изведбата M50 дури има и подобри перформанси на забрзување од изведбата M50.
i4. Потрошувачката е поголема на М50 поради двата електромотори и погонот на сите тркала, но поголемата потрошувачка се анулира поради извонредното задоволство кое го пружа М50 зад управувачот. Од батерија која има 81 киловат час се црпи енергијата за поминување на 520 километри. Батеријата ми е при крај, имам автономија за уште 70 на километри и тоа би требало да биде доволно да стигнам до полночот. Инженерите на BMW тврдат дека на брз полнач батеријата може да се наполни за 10 минути за да поминете следни 100 километри. Оваа гледка што ја гледате со волку полначи, за жал наскоро нема да се случи во Македонија. Имаме брз полнач од 150 киловат часови. Според производителот, овој капацитет ќе биде доволен да ја наполни батеријата само за 10 минути за да може да помине 100 километри. Тоа беше околу полнењето. Успеавме да ја наполниме батеријата за 13 минути, успеавме да наполниме 38% од батеријата. Ова е навистина прекрасно. Јас продолжувам да се забавувам со i4 М50 кој прави потполно нова димензија во електричните автомобили. Јас мислам дека и на пат се однесува многу приближно како М4-ката, бидејќи нејзината моќ, но и извонредна избалансираност ви дозволуваат да го употребите сиот потенцијал кој е вграден од страна на инженерите на BMW. Баварците покажуваат дека знаат не само да направат автомобил, туку знаат да направат и супериорен електричен автомобил. Доколку го споредам i4 со некои престижни електрични модели, можам да кажам дека времето на тие кои веќе долго се присутни на пазарот и многу популарни полека завршува. По изминатата километража јас имам само еден коментар за BMW i4. Капата долу.